Телевизија Плюс одбележува 10 години во кумановскиот етер. Една деценија точно, навремено и објективно информирање на граѓаните за сите актуелни прашања во сите сфери на општеството: политика, здравство, економија, образование, социјална политика, животна средина, култура, спорт. Со своите препознатливи содржини, Телевизија Плюс од 1 април 2015 година до денес цврсто се избори за своето место во медиумскиот простор. ТВ Плюс е првата приватна локална телевизија која и во услови на глобална криза успеа да опстои и денеска да одбележува 10 годишен јубилеј. За тоа секако придонесоа и продукцијските изданија на Телевизија Плюс кои се емитуваат на национални и регионални телевизии, истакна главниот и одговорен уредник и директор на Телевизија Плюс Драган Ивановски. Започнавме амбициозно, како и сите што започнуваат некој проект или бизнис, пред нешто повеќе од 10 години, но стартувавме со програмата точно на 1 април. Не случајно, знаете дека нам заштитен знак ни е емисијата Нема љутиш, а и Куманово е познат како град на хуморот, па поради тоа и го одбравме тој датум за да ја стартуваме програмата на ТВ Плюс. Започнавме велам амбициозно со некаде 10 вработени и 10 хонорарци, во меѓувреме се случија многу работи, се намаливме на 4 вработени, 1 постојан хонорарец и 3-4 луѓе кои ги ангажираме по потреба, односно на проекти. Тоа не значи дека не сме постигнале успех, напротив, јас сум горд на се што постигнавме досега, бидејќи ако земеме во предвид каква е ситуацијата во медиумите во Македонија, сметам дека направивме вистински подвиг што обстанавме 10 години. Само да се подсетиме на бројните телевизии, па и радиостаници кои во меѓувреме беа отворени, па затворени само во нашиот град, а инаку во овие 10 години откако ние обстојуваме на ниво на државата има затворени преку 20, па можеби скоро 30 медиуми пред се телевизиски станици. Што самото за себе говори дека навистина ситуацијата кај медиумите, посебно велам за телевизиите и за радијата на локално и регионално ниво, е тешка. Значи, владе една криза, постојано не следеа некои лоши околности, како што е војната помеѓу Русија и Украина, па енергетската криза, ковид кризата и некои лоши законски решенија кои во меѓувреме, минатата година нешто се промени, но сепак новите законски решенија се уште не се стартувани и јас се надевам навистина дека државата пред сега и локалните самоуправи ќе најдат некој начин да ги заштитат локалните и регионалните телевизии и радија, затоа што сепак би кажал дека ние работиме по некои стандарди на ниво што се пропишани на ниво на државата и на ниво на новинарските здруженија. Имаме одговорност кон државата, плаќаме редовни давачки за дозволата, за вработувањата, за разлика од другите медиуми кои што се на интернет и знаеме дека има и неодговорни медиуми кои не работат по стандарди, па емитуваат секакви вести. Ние работиме по стандардите и се бориме против тие лажни вести, сепак пласираме точни, навремени и проверени информации. Не велам дека сите работат така, има и сајтови кои што навистина работат по сите новинарски стандарди, честнати исклучоци, но поголемиот дел работат на начин на кој што се нелојална конкуренција на трговските приватни радио и ТВ станици. Разочаран сум секако затоа што не успеавме да ги реализираме сите идеи кои што ги имавме поради споменатите околности, но сепак ќе кажам уште еднаш горд сум на оние кои ги реализиравме и кои се навистина бројни. Пред се би рекол представува голем успех затоа што имаме наши содржини емисии кои се емитуваат на национални телевизии. Да не говорам дека ги држиме вестите на Телевизија Плюс кои навистина имаат голем рейтинг на гледаност континуирано 10 години. Бројни се емисиите кои што се уште ги работиме, меѓутоа и ги работевме во текот на овие години, кои што исто така имаат своја публика во нашиот град. И секако ќе истакнам дека со почетокот на Телевизија Плюс започна и оние седници на Советот на општина Куманово кои ги емитуваме во живо, што не е мала работа, единствен начин на кој граѓаните можат да се информираат од прва рака како работат нивните избрани представници. Значи, се на се еден период на кој пак ќе кажам дека сум горд, но се надевам дека периодот што е пред нас ќе донесе
поубаво време за медиумите, како што реков, се надевам дека тие законски решенија кои што веќе се донесени ќе почнат да функционираат и дека тоа ќе значи едно зачувување пред се на локалните и регионалните медиуми, затоа што тие сепак се, би кажал, единствените кои што ги пренесуваат до гледачите на локално ниво оние работи кои што се многу важни за нивното секојдневно функционирање. Уште еднаш благодарност до секој еден кој беше дел од тимот на ТВ Плюс и секако благодарност до нашите гледачи што не следат. Бидете и понатаму со ТВ Плюс, ветуваме дека ќе дадеме се од себе, а колку тоа вам ќе ви донесе, ќе видиме низ годините што доаѓаат. Да се надеваме дека барем уште 10. Телевизија Плюс е благодарна на сите компании кои имаа сенс за нашата работа и сите овие години непрекинато не следат и поддржуваат. Бучен Козјак, Визијана, Арис Деграс, Алфи Компани, Дубо ДД Маркети, Пин Петрол, Автоконтрол, Кватро, Екстра Мейн и во поново време и Државна лотарија на Македонија. Благодарности до сите останати фирми со кои Телевизија Плюс има повремена соработка. Почитувани гледачи, ви благодариме што секојдневно не мотивирате за уште поголеми достигнувања. 1 април секогаш е најинтересен ден за нашите најмлади сограѓани. Децата традиционално облечени во костими на своите омилени јунаци од бајките и под маски го одбележуваат денот на шегата. Иако во Куманово не се организира 1 априлска манифестација, сепак дечињата, но и основците на денешниот ден маскирани одат во градинка, односно на училиште, а потоа спонтано со веселите маски во помали групи дефилираат и на градскиот плоштад. Годинава поради неповолните временски услови дечињата беа во помал број, но сепак најупорните предпладнево излегоа во централното градско подрачје да го одбележат денот на шегата. Инаку во Куманово традиционалниот маскенбал Батко Ѓорѓија вообичаено се одржува во мај месец на градскиот плоштад со претходно дефиле на учесниците низ централното градско подрачје. Маскенбалот е под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Куманово и Фондацијата за култура и спорт. На минатогодишниот маскенбал беа представени 15 групни маски со повеќе од 500 учесници. Гимназијалците Христина Стојмановска, Мартин Костадиновски и Марко Краљевски освоија второ место на математичкиот државен електронски надпревар ПИ ден кој традиционално се реализира во чест на меѓународниот ден на математиката. Учесниците солидните резултати на надпреварот ги остварија под менторство на професорот по математика Мишо Карамфиловиќ. Надпреварот кој се организира по 6-ти пат е во надлежност на Сојузот на математичари на Македонија, а тестовите ги изработуваат и оценуваат професори од Природно-математичкиот факултет во Скопје. Тројца основци од Куманово ќе учествуваат на светско училишно првенство. Олимписките игри за учениците до 16 годишна возраст ќе се одржат на Златибор, Република Србија, од 4 до 14 април годинава. Поддржани од општина Куманово преку Општинскиот сојуз на училишен спорт, значаен дел од македонската репрезентација во спортската дисциплина атлетика се учениците Мија Голубовска и Ведран Николовски од основното училиште Крсте Мисирков и Јана Анастасовска од основното училиште Кочо Рацин во придружба на спортските ментори Филип Колевски и Маријан Нојковски. Председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓоргиевска заедно со раководителот на секторот за образование Александар Јовановиќ денеска беше домаќин на средношколци и професори од средно училиште од Нантуа, Република Франција. Во рамките на билингвален проект во партнерство со гимназијата Гоце Делчево од Куманово, проектните активности се одвиваат на тема солидарност. Оваа работна недела гостите од Франција ќе ги истражуваат целите на проектот, запознавање со традицијата, културата, обичаите и работните обврски во установи во нашиот регион. Во нивните активности вклучена е посета и запознавање со работата на јавните општински установи Детска градинка Ангел Шајче и Домот за стари лица Зафир Сајто, чие што примарна дејност е згрижување на најмалите и највозрастните групи на граѓани. Од дневниот билтен на Министерството за внатрешни работи ги издвојуваме следниве настани.
24 годишен Кумановец вчера бил приведен откако физички нападнал полициски службеници кои што извршувале службени дејствија, информираат од секторот за внатрешни работи Куманово. По целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава, соопштија надлежните. 20 годишен Кумановец пријавил дека ноќва бил физички нападнат од две лица на улицата Ѓорче Петрово, населба Перочичо. Полицијата работи на целосно расчистување на случајот. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против тројца жители на Крива Паланка поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело тешка кражба, информира Министерството за внатрешни работи. Во периодот од 2023 година до 17 декември 2024 година пријавените со употреба на физичка сила и подесен алат влегле во куќа во Крива Паланка, одзеле пари и други предмети и се стекнале со противправна имотна корист од околу 220.000 денари, соопшти Министерството за внатрешни работи. Во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев, четврток во 19 часот ќе биде отворена изложбата на слики "Славит природата" од авторите Емилија и Стојче Тоциновски. Изложбата содржи 30 слики работени во техниката акрил на платно и е дел од нивната најнова продукција. Изложбата ќе биде поставена до 15 април годинава. На 340.000 пензионери во Македонија од денес ке добиваат за 2.500 денари повисока пензија. Со линеарното покачување на пензиите во месец септември и мартовската пензија во месец април, пензионерите добиваат за 5.000 денари повисоки пензии за само 9 месеци мандат од оваа влада, извести надлежното министерство.